Здраво, ова е 405-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Father, Mother, Sister, Brother од Джим Джармуш, по кој станува збор за триптих составен од отуѓени браќа и сестри кои повторно се зближуваат, принудени да се соочат со нерешени тензии и да ги преиспитаат односите со нивните емоционално оддалечени родители. Пријателите се бираат, членовите од семејството се дадени од раѓање. Режисерот Джим Джармуш многу добро е запознаен со оваа констатација и решава да ја експлоатира за неговата нова филмска дисекција на модерните семејства, обидувајќи се да ја долови невидливата дистанца меѓу нивните членови во кадар. Првиот сегмент од филмската антологија ја предводи Том Вејтс како закрепостен родител на ликовите кои глумат Адам Драйвер и Маим Биалик, братот и сестрата кои одамна не се виделе меѓусебно, а не пак со нивниот самотен татко кој живее во колиба во американскиот северозапад. Се разбира дека за ваква средба ќе биде својствено да се разлие неудобноста во која ќе бидат затекнати ликовите, која неуспешно ќе ја балансираат со ситен и беззначаен колоквијален разговор. Наведум ништо необично, освен тоа што нивната спојка станува седнувањето на столицата клацкалка и втонувањето во раскошниот поглед низ прозорецот, кој на сите ликови им овозможува барем за момент да се исклучат од реалноста и да ги наполнат батериите испразнети од грижите во неа. Епилогот ја крие енигмата која го преозначува овој сегмент, бидејќи таму дознаваме дека делумно е фасада скромниот негов живот, бидејќи под велот на тајновитоста се крие контрапунктот на тој живот на таткото на раб на сиромаштија, за кој неговите деца немаат поим дека го поседува, спротивно би се променили нивниот однос со него. Тоа значи дека Джармуш не поканува во неговата игра на тајни идентитети и лажни представувања со кои се прави деконструкција на модерните семејства. Одлично. Со оглед на тоа што не можеме точно да предвидиме што е релевантно во вториот сегмент од погледнатиот прв, нашиот мозок сам од себе ќе започне да ги бара нишките во кои ќе се премостуваат елипсите, но не мора да се трудиме многу бидејќи Джармуш ќе ни ги сервира очигледните наличја кои ќе станат рефрени во неговите три композиции. Во вториот сегмент Шарлот Ремплинг ја презема функцијата на мајката, која во незиниот дом ги пречекува отуѓените ќерки на чај и муабет, а како и роднините во првиот сегмент, така и тука може да воочиме дека постои миленик помеѓу нив кој е приврзан за родителот повеќе од другиот, односно мамина маза, ако повеќе сакате народски, да се изразиме, и како што Адам Драйвер носеше храна на Вејтс, така и Кейт Бланшет носи цвеќиња на Шарлот. Само што домот на Шарлот се разликува од тој на Вејтс со индикација која ја отсликува незината компулсивност, а тоа е на приборот и храната на масата, па ќе си земам за право од незината милиметарски прецизно скастрена жива ограда и тревник да дојдам до тој заклучок, што значи сите услови се исполнети за да започне пасивно-агресивната преписка помеѓу ликовите, каде, за разлика од првата средба, розевата црна овца во семејството е поевидентна, која ја крие незината врска од мајка си, не баре е тинејџерка. И тој родител не милува да зборува со децата на одредена тема, а тоа е издаваштвото на незиниот пишан збор со кој има извајано засебни светови на имагинацијата. Средиштето на филмот можеби најмногу се обидува да ја нагази хумористичната нишка, ако воопшто може така да се класифицира соопарниот пристап на Джармуш. Финалниот сегмент е посветен на братот и сестрата близнаци кои си се микродозираат со печурки затоа што им е шема, пијат кафе без цигари и одат во празниот стан на нивните починати родители, каде нивниот животен посет е спакуван во магацин. Аналогно на претходните сегменти, тука се отсутни родителите, но во физички облик, па за разлика од останатите го имаат најздравиот однос меѓу брат и сестра кои сите би го посакувале. Секако дека и тие се за родителите кои за секојаш ќе бидат неодгатнати, кои подразбираат лажни идентитети. Тука тагата е насочена кон смртта, а во другите таа избира од животот. Доказот за нивното постојање го символизираат заборавените и недопрени предмети, сеќавањата по кои не им се ровари на нивните деца. Тавтолошкиот одек, кој се повторува како парчење на лајт мотив
Во сите сегменти може да го најдеме во тривијалниот разговор за вкусот на водата, некој од децата е миленик на родителите, сите имаат некаков Ролекс, се поклопува колоритот на облеката, наводно или случајно, пари се позајмуваат, се дискутира за готвењето на родителите, обиколени се со семејни фотографии, Боб им е Вујко, тајните животи за кои не им се зборува на родителите се тука, погледите во дворовите како обид за дополнително дистанцирање од натрешноста на животите и секако скејтерите во slow motion кои се насекаде, само некој нека и каже на Кейт Бланшет дека слушаат метал и панк, да не биде збунета дека таа музика се уште постои. Не е неопходно да превртуваме слоеви, залудно е копање меѓу кадри, нема да најдеме скриено богатство затоа што пред очи ни е огледалото, ова сме ние, денес, тука, невпечатливи сме, неинтересни за гледање, несмешни па дури и кога се обидуваме да не бидеме, си лажеме и си се лажеме и на крај ќе завршиме во некој подрум, барем сите предмети кои сме ги допреле. Не е слоу синема во прашање, каде филмот дише и добиваме нови представи со издишувањето, визуелни клучеви, тука ништо. Наративна шуплина, празен муабет, визуелна оскудност, ама уште му веруваме на Джармуш. Зошто? Дозволете ми да си одговорам на себе си. Проблемот е во нас. Сакаме да го митологизираме човекот, дека е шик и кул да се правиме хипстери кои со фалоспев ќе го воспеваат делото на Джармуш, ќе се идентификуваме со него и своевремено тоа била вредна карактерна особеност, а вистината е дека изминатите 13 години од Only Lovers Left Alive нема снимено филм вреден за спомнување, а денес ја подсети артхаус сцената дека е мајстор за продавање на впечатливо спакувана празнотија со убави актори, а со збирањето на парчињата не дознаваме ништо за големата слика на мозаикот. Со други зборови, сите не излажа и убаво ние, и не се буниме. Затоа што допира до нас копилето, сакале или не. Знае дека саможивници сме, секој се екзистира во удобноста на својот меур и не можеме да воспоставиме соживот со фамилијата со криење на себе си едни од други, додека еден ден смртта не раздели. До ден денес ја практикува ритуализацијата на кафе и цигари, која некогаш е доволно и да е само чај и муабет, но во поетиката на Джармуш тоа е обредна практика на повод на збирање на најблиските околу дигиталните огништа, принудувајќи не да се соочиме еден со друг. Тука лежат интенциите на авторот да ни ја долови човечката димензија на денешницата, во што за жал или среќа успева. Децата си продолжуваат со нивните животи, родителите со своите, и ако одлучат да не ја возобноват комуникацијата, ќе станат премногу далечни едни за други, како во овој случај до непрепознавање. Од The Royal Tenenbaums, The Meyerowitz Stories, New and Selected, The Descendants, Тони Ердман, August Osage County, Минари, па дури ако се навратиме наназад до 1980 ќе дојдеме до Ordinary People, филмови во кои ги добиваме неразрешените заемни односи на членовите на семејствата и најблиските кои ги начнува и новиот филм на Джармуш. Врвниот монтажер Алфонсо Гонсалвес, кој втор пат го спомнувам сезонава по работата на Хамнет, знае како диши Джармуш, па умее да ги репродуцира тишините од Патерсон и во спорадичното темпо на овој филм. Американецот Фредерик Елмес и французинот Јорик Лесо се искусни кинематографери со кои има претходно соработувано Джармуш, кои верувам дека се ангажирани врз основа на снимањето на сегментите во САД, наспрот Ирска и Франција, кои имаат доста негативен простор за заробување на ликовите во него, иако внимаваат да бидат запазени симетриите на тропланот, додека пак во францускиот сегмент празнините станови даваат поголем простор за отсликување на нечие отсуство. Музичките вињети Джармуш ги работи заедно со Аника Хендерсон, еден од ретките случаи, барем во денешницата, каде режисерот се впушта во звучното обликување на филмовите, но ламентирачкиот звучен ехот еманира во кадрите како одишка во тишината, кога ликовите немаат што да си кажат повеќе, да вибрира во просторот како незаземјена недореченост помеѓу нив. Несомнено дека филмот ќе се памти по примената на Спуки од Classic Sport. Потребни беа 405 епизоди и 9 години на видеологија за да дојде на ред епизода посветена на дело од американскиот режисер Џим Джармуш, ама ако минатата епизода ја презедов вината за неостапувањето на место за филм на Бен Ханија, во случајот на Джармуш вината е исклучиво негова, бидејќи во
И за време на постоењето на емисијата, ова не цела деценија, нема снимено квалитетен филм, па да имам јас причина да го анализирам. Единствениот филм кој го сними во тој период е ѓубрето The Dead Don't Die, кој е срам за хорор комедиите, кој ниту е страшен, ниту е смешен, така што со неговото неисполнување на критериумите на емисијата го стави Џармуш во публиката, не беше ниту на резервна клупа. За да не губиме време на неговите претходни 13 филма, затоа ќе ги реферирам остварувањата кои се најрелевантни од поглед на неговото ново дело. Структурално секако дека негов предвесник мора да напоменеме дека е Stranger Than Paradise од 1984 година, триптих, меѓутоа тој е изграден на долги кадри, потоа Coffee and Cigarettes од 2003 како уште еден збир на винјети во кои се разговара за колоквијалности меѓу диалошките избраници. Содржински првично разработуваше нарушен семеен однос меѓу членовите во Broken Flowers од 2005 година, додека пак Том Вејц и Адам Драйвер глумеа во два други контемплативни филмови на Џармуш, каде се фрлаше различен поглед на рутината во Патерсон и Only Lovers Left Alive. Има тој уште две антологии на ликови во движење, од кои едната е триптихот на возот Mystery Train, а другата е збирот на винјети на таксистите во Night on Earth. Како и сите долговечни режисери кои имаат изградено автентичен стил, всушност го снима тој единствен филм и прави ситни варијации на него со секое ново остварување. Прашањето е дали ви пасува на вашиот вкус или не. Дека Џармуш ќе се смени на стари години нема, може само вашиот филмски апетит да варира за неговата неизлечива меланхолија. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде на мое неверување Александър Пејн и неговите колеги од жирито му го доделија Златниот лав за најдобар филм, со оглед на тоа што имаше сериозна конкуренција за наградата оваа година во компетицијата, па затоа дали е заслужена е засебна дебата која е за друго место и време, и едно од малкуте кои ги освои воопшто, без разлика на тоа што беше прикажан на огромни фестивали широм светот, потоа од Бусан, Тирана, Њу Јорк, Гент, BFI, EFI, Чикаго, Загреб, Лјубљана, Гетеборг, Белград, а кај нас играше минатогодишното издание на Синелис. Максимално го искористи промотивниот период од крајот на годината, номиниран беше за еден Готам и Сателит. The Match Factory го дистрибуираа во кино, а може да се најде на платформата на Mubi, заедно со останатата нивна претенциозна понуда во која сите ние уживаме. Филмот иницијално беше пуштен за Кан, но таму не сакаа да го стават во компетиција и понудија премиера надвор од селекцијата, на што не се согласи Џармуш, затоа што му е потребен надпреварувачки третман, за да може да го подигне профилот на филмот и да враќа пари на инвеститорите за да има за наредниот филм. Значи, не му е за наградите, за парите му е. Се разбравме. Филмски триптих кој успешно ја доловува отуѓеноста на членовите на блиската фамилија, кои кријат мношто тајни еден од друг, кои го спречуваат нивното приближување на муавет, уз чај или кафе, додека не остане од нас само куп фотографии што ќе ги погребат тајните. Ако морам да го евалуирам, тогаш Father, Mother, Sister, Brother од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 405-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!